дојдовте на каналот Откритија Discoveries Надеж за иднината. Од мене Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија, и нашите ценети соговорници Агафи Тофиловска, познат борец за човекови права во Македонија, и Ана Бобинкова Мијаковска, професор по филозофија, обете во Македонија. Добро ден. Денес е четврток, 14 јули 22 лето или 2022 година, и вие ја следите првата програмска серија дебата од областа на правото, сигурноста, владењето на правото, правната држава наспроти корупцијата од серијата Отворена дебата. Оваа програма насловена Надеж за иднината, парадигма за новото време, се емитува секој четврток во 20 часот македонско време, и уште однапред, почитувани наши гледачи и слушатели, ве покануваме да ја следите редовно. Целта на содржината на оваа програма е да се обелоденат неправдите во сите области на македонското општество, со цел да се изнајдат решенија за оние кои се жртви на корумпираниот систем и политика во денешна Македонија. Кога велиме систем, зборуваме за правосудството, за полицијата, образованието и сите други аспекти на општествениот живот во Македонија. Да се подсетиме дека минатиот четврток зборувавме за постојаните протести во Република Македонија, што се случуваат скоро 2 недели. Македонскиот народ на протестите јасно и гласно го искажува своето незадоволство и неодобрување на така наречениот француски предлог за геноцид на се она што е македонско, со зборовите не за ЕУ, не за НАТО, не за бугарскиот договор. Протестите се одржуваат ширум Македонија и на нив сите поединци се застапени. И за истите ќе зборуваме и вечерва во оваа програма, почитувани наши. Исто така ги разгледавме прашањата поврзани со полицијата и институциите, и дека и сега протестите полицијата ги оневозможува. А дали закletва дека за Република Македонија, за заштита на македонскиот народ и на секој граѓанин што живее во Македонија. Што представува полицијата и каква е нејзината улога, кое е мислењето на македонскиот народ за полицијата и нивното однесување кон народот? И дали полицијата делува во заштита на основните права и слободи на македонскиот народ и другите граѓани? Ги разгледавме нашите искуства, особено како дел од македонскиот отпор спрема нелегитимните и непринципиелните политики кои се спроведуваат врз македонскиот народ и врз Македонија. Како што веќе спомнав, во денешнава емисија ќе расправаме за актуелните случувања во Македонија и целиот начин на кој делуваат од сите страни за да прифатиме нешто, за кое тие викаат сами одлучете, вие ќе си смислите одговорност. Сега да се обратам до нашите соговорници и посакам добре дојде на Ана и на Агафи. Здраво, живо! Денес, како и во претходните емисии, поставуваме и анализираме озбилни прашања. Како прво, сакам да ве запрашам, како може македонскиот народ се уште да има доверба во институциите на системот, кога истиот е окупиран од наметнати, нелегитимни, само назначени ликови кои глумат власт, па и опозиција? Повелете. Јас додам. Со оглед на она што се случува веќе 5 години во Македонија, од државниот удар на 27 април 2017 година до денеска,
знаеме дека целата така наречена власт е всушност наметната, така, од надворешни фактори, чадори, туѓи интереси и така натаму. И од 2017 наваму државата забрзано се урушува, пошто се урушуваат системите, институциите на системот. Нејасно е, веројатно до денеска на многу луѓе им станува јасно, но се уште мислам дека треба да го промениме, дури и ние влегуваме во таа маја, во таа игра, и ги именуваме работите онака како што не треба, односно се обраќаме нели па премиерот, па собранието, па судот, владата, а всушност не постојат тие. Односно, откако ја украдоа административно македонската држава од македонците, овие наметнативе не можат да бидат ништо друго. И кога збориме за легитимитет, па нели се повикуваат на ама нив ги гласаше народот. Не е точно. Народот никого не е гласал, ниту имал можност да гласа, бидејќи собранието му е украдено од раце, наметнати се луѓе кои што никој не ги бирал практично, дали тоа е направено со оној доминион систем кој што е нели електронски софтвер направен во Србија и истиот го констатираа во крадените избори во американските држави. Па дали се работи за тој или за некој друг софтвер, во секој случај далеку е од вистината дека народ ги гласал овие што седат денеска во зградата на собранието, се представуваат за пратеници народни, а во суштина исполнуваат туги агенди и работат против државата. Значи, мислам дека треба да го смениме вордингот и да ги нарекуваме така наречените, само наречените, кои што немаат никаква власт. Она што тие го... Од таа причина, денеска е еден ден каков што беше оној кога го менуваа уставот во собранието, така наречените македонски пратеници, кога седевме будни до сабајле до 3 до 4 да видиме дали ќе се смилуваат да не изгласаат или ќе изгласаат. И денеска имаме една слична ситуација. Пак ќе дојде таа некоја Вондерлајно. Да. Така, демек некои високи представници кои што ќе не убедуваат како ние да сме малоумни, не знаеме што ни треба во државата, па ќе не убедуваат дека треба да одиме во некаква Европска унија, не знам каде, а таа Европска унија во суштина е распадната. Веќе на... Нели се обиде американската амбасадорка Кейт Бернс да го убеди народот со незината изјава и тоа не ја успеа и видоа ќе испраќаат Урсула тука, кога никој всушност не посакал да дојде тука. Па сите тие се обидоа, овие сега што се актуелни, еве го да речеме Макрон писмено им се обрати, тие некој Баросо, не знам кој, некој двајца писмено им се обратија. Јас да ви кажам искрено се сомневам дека овие сами си пишуваат писма. А исто така и кога на видео се обраќаат, се сомневам можеби не зборат они, зашто видовме дека постојат програми кога еден црнец од Африка може да збори на чист македонски јазик. И така да личи дека ја отвара устата. Така да се е тоа многу сомнително, особено што
до оно што денес треба да се гласа во собранието, наводно треба да се гласа, Наводно. да, не постојат документи за истото. Значи гласајте на слепо, мачка во вреќа. Биле објавени подоцна. Не се до денеска не се објавени, а дали ќе биле и што ќе биде објавено, и тоа не знаеме, нели? Да. Така да мислам дека народот треба да се освести дека се е ова една голема лага, па на крајот на денот потпишале овие или не, пошто ние сега сме 11 часот наутро, прва ќе се одвива, а емисијата ќе оди во 8 часот навечер. Кога ќе биде завршено ќе се знае што направиле и како направиле, така да пред време зборуваме. Меѓутоа, во секој случај, едно е битно да запамти народот македонски. Дека не треба од ништо да се откажува, дека додека не си ги предадеш лично своите права, никој не може да ти ги одземе. Така да, ако до толку не совземат, како да речам, доблести и чувство човечко во себе да не потпишуваат оние што се нарекуваат пратеници, народот сепак ќе си ја сочува Македонија, а тие ќе завршат онаму каде што треба, како предавници, ќе бидат јавно судени за велепредавство. Појде. Интересна работа што толку многу напори и време вложуваат, иако нивната крајна цел е да не ја припадат Македонија во Европската унија. Толку многу акцент се става на Македонија, да трошат енергија, дали тоа преку Радев и Петков, или пак преку Макрон, или пак преку ова Урсула сега, или некој си друг, мора да им значи многу тоа нешто. Мора тие да се толку упорни во тоа да не замолчат и избришат скроз од картата. Од денешна перспектива можеме да видиме дека при осамостојувањето на Македонија се направени такви системски грешки во системот, да ние уствари никогаш и не бидеме држава, туку да не разградуваат полека. Не знам како не ни текнало, лично мене, јас имам 56 години, негде до 50 години не ми беа јасни мене овие работи. Нели не се занимаваме со политика. Гледаш дека нешто не чини, ама си викаш дека има таму луѓе кои што се ставени, значи, на позиција да ја бранат, да ги бранат интересите на државата и да ја бранат сувереноста на суверенот, нели, која што сме ја предали. Од денешна перспектива мислам дека е се лага. Ќе биде тешко да го... Па и самиот овој што е одговорен, нели, на германската држава, самиот рече пред ден-два дека процесот ќе биде доста потрпен и дали еден ден ќе не прифателе, ќе ја прифателе Македонија во Европската унија, дека, нели, неизвестна е работата. Всушност, не сме пожелни, меѓутоа нивната цел е поинаква, нели? Па, И сметаме. видете, ние сме Европа, а Европска унија не е Европа. Значи, Европска унија е едно тело кое никој не го бира, политички направено и си работи за одредени цели. Во тие цели, уште во 90-тите години, они си кажаа со таа Лисабонската декларација дека не може да постои држава со име Македонија. И сега гледаме дека тоа го прават, но нема да успеат. Не зависи се од нив, иако злото мисли дека тоа е неприкосновено. И така да се држиме треба. Ана повели на тема. Извини се, Ана. Ана, да, повели Ана. Ана
внимателно не слуша, сега да ја слушнеме нејзе. Да, така е. Значи, баш кога после 5 години, како што и самата Агата почна да го тоа на некој начин овој проблем со кој што се соочуваме, веќе можам да кажам дека македонскиот народ, односно суверенот на Република Македонија во овој случај, значи како највисок субјект и чинител кој што за која што судбина сега овде нели се расправа, односно нивни сакаат да расправаат и да одлучуваат, веќе значи македонскиот суверен го има абсолвирано целиот овој проблем, целиот ова прашање, целиот овој начин на кој што се обидуваат сите тие здружени во сорнички фактори, можам да кажам, да делуваат на секаков најмонструозен начин, да сменат, да избришат народ и да формираат нова држава, па федерализација ќе се прави во сето тоа. Значи, ние веќе сите овие 5 години, особено родолюбите, кои што се посветивме на заштита, на спас на татковината и на сопствениот народ од уништување, ги гледаме, ги скенираме сите овие состојби, сите овие појави, сите овие намери кои што се злонамери, нема никаква тука ниту добра, ниту пак никоја правна, логичка, да речеме, причина за нешто од сето ова што ни се прави што денеска, во 12 часот за нашето собрание, ќе се обидат да направат, нема никакво оправдување. И сега, враќајќи се назад, сите овие години, значи јас во моево денешно и така излагање, би кажало враќање, би се задржала точно на еден почеток кога сето ова почна, а кое што ете од народот во Република Македонија, во оваа смисла од Движение на граѓани автентично македонско, природба или граѓанска иницијатива за здраво достојствено возвишено живење природба, беше поднесено барање до највисоките инстанции во Републиката на 20 март 2017 година, после одржаните 11 декемврски избори 2016 година, кои што ние ги сметавме и пред да се одржат дека се нелегитимни, дека начинот на кој што се обидуваат тие избори да се одбиваат, да се спроведат со предизборен, со изборен, после се покаже и со постизборен инженеринг, дека тие се нелегитимни и Сдруженијето Природба поднесе барање, како што реков, за невисоките инстанции да се преиспита силата изборна постапка, да се истражат сите тие дејства на тој предизборен изборен инженеринг. И таму можам еве во овој контекст да ја прочитам како гласи барањето. Значи, тоа барање е адресирано до председателот на Република Македонија, тогашниот председател Ѓорѓе Иванов, председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски, влада на Република Македонија, премиер Емил Димитриев, тоа на техничката влада, тогаш беше премиер, до Уставниот суд на Република Македонија, до јавното обвинителство на Република Македонија, до граѓаните и до јавноста, каде што стои дека врз основа на членовите 2, 16, 20, 28, 50, 51, 62, 86, 106, 108, 110 и 123 од Уставот на Република Македонија, ние граѓаните на Република Македонија како носители на суверенитетите во државата
се обраќаме до највисоките државни органи на Република Македонија, задолжени со Уставот на Република Македонија, како највисок законски акт произлезен од волјата на граѓаните и заснован врз суверенитетот на граѓаните на Република Македонија, и го доставуваме ова барање за преиспитување на регуларноста на прекремените избори од 11 декември 2016, а поради основано сомнение дека со овие избори е направена тешка злоупотреба на изборното и гласачкото право, измама и изидрување, доведување во заблуда на граѓаните и прекршено е највисокото демократско и уставно право на граѓаните, пренесувањето на сопствениот суверенитет на представниците на власта, како највисок граѓански должност. Заради тоа, вие како највисоки институции на државата, представници на граѓаните, треба да ги прогласите овие предвремени избори за нерегуларни. И понатаму образложението во самото барање е дека после 3 месеци од одржувањето на изборите веќе постојат множество индици, сознани и аргументи кои укажуваат дека овие избори, особено изборниот резултат, е дело на однапред направено сценарио од страна на надворешни и внатрешни фактори во спрега за неразнебитување на македонскиот народ и уривање на државата, при што изборите да се искористат како инструмент за реализација на тоа сценарио. Најголем и најсилен доказ за тоа се самите изјави на личностите кои се учесници во изборите и лидери на партиите со добиени мандати од граѓаните, по пат на злоупотреба на нивните гласови кои би ја добиле власта и на тој начин непречено да го реализираат целото тоа разнебитувачко и антидржавно сценарио. Со изборниот резултат е веќе започнат процесот за подкопување на темелите на државата, промена на устав, знаме, химна, двојазичност, федерализација, со цел за нејзино уништување и македонскиот народ и сите македонски граѓани да останат без својата татковина и држава. Значи, ова е во март 2017 година, пред 27 април, пред државниот пуч кога го направија, и се што сме предвиделе, ние последиците ги гледаме до ден денес како се повеќе и повеќе последици се пред нашите очи, и денешната која што се биде во собрание една од последиците на ова сценарио кое што како македонски народ, како доблесни родолюби, ние го предучивме до највисоките инстанци во државата. И во самото барање, значи барање од јавното обвинителство, кое што е единствено надлежен орган во државата, во Република Македонија, да поведе истражна постапка, во која ќе се истражат и утврдат сите елементи учинители на ова злосторничко здружување и действување во предизборниот, изборниот и постизборниот процес, преку злоупотреба, прекршување на високото демократско уставно право на граѓаните, гласачкото право, со што е доведено во прашање регуларноста на изборите. И значи тука имаме 4 барања, од кои што второто е ургентно да прогласите мораториум. Значи сите овие највисоки инстанци до кои што е доставено тие сите како надлежни за овој проблем да прогласат мораториум на сите активности и дејства поврзани со изборниот резултат. Значи со мандатите на избраните пратеници, со мандатарна влада, со тоа да се продолжување на таа конститутивна седница на собранието, формирање влада и така натаму, и дека во ова ургентна состојба ние, граѓаните на Република Македонија, ќе го задржиме правото да постапуваме ургентно за заштита на граѓаните на националните и државните интереси, да донесуваме одлуки врз основа на нашиот суверенитет. Има понатаму, значи за него, тоа е всушност го изграјат на барањето,
Значи, четвртата точка е, поради тоа што и до сега се откри, јавно се укажа кој на кој начин, со чие лобирани пари и преку кого се вршеше планот со мислење на изборните резултати, да се изигра и исклучи од процесите најголемата македонска партија, од друга страна да се искреира непринципијална коалиција на проалбанската СДСМ и останати албански партии, кои треба да формираат влада, со кој што ќе го реализираат планот за размножување на македонскиот народ, рушење и дефинирање на македонската држава. Редефинирање. Вие, како највисоки релевантни државни институции, треба само да ги соберете и уважите веќе откриените докази, со кои изборите ќе ги прогласите за нерегуларни противуставни, а со тоа и изборните резултати за невалидни и поради тоа истите да се отфрлат и да не произведуваат никакви понатамошни действија. Ова наше барање е во целост легитимно, базирано и во духот на Уставот на РМ, поради актуелната криза и загрижувачки состојби, нарушените односи и дестабилизација кои се предизвикани во непосредна врска со овие избори, кои се проблематични, потребно е ургентно да го усвоите и да постапите согласно вашата должност и надлежности. И доколку е потребно, спремни сме ние да постапуваме по вашите укажувања. Ова барање беше понатаму на сите протести кои што почна првите протести од овој период, јули беше тоа, се сеќавам 7 јули, од Охрид, со блокадата на патот Охрид-Претинал Охрид, потоа продолживме во Скопје, или со тој кампусот на слободната територија Македонија, кампус на бранителите. Континуирано ова барање го имавме и на пано, на таа пустачка протестна, го имавме пред собранието, го имавме во Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов, каде што исто така баравме силата таа постапка во интерес на заштита на највисоките национални државни интереси, да се одбива и една национална дебата со тие непринципиални политики, овие влијанија на мешетарење, вмешување и така натаму на притисок, значи отворена пред јавноста да се води, за да ги каже тие аргументите, зошто е ова, зошто ни се прави ова, и да се соочи со председателот на Републиката, кој тогаш ги имаше сите интеренции да го прекине, значи сето ова монструозно действување. Значи тогаш, кога сите врате го има тој легитимен и народен суверенитет и легитимитет да постапуваат. Тоа беше и преходно, значи со самите бомби што Зоран Заев ги објавуваше јавно, со кои што го успенуваше тогашниот премиер, значи можеше веднаш сето ова да се спречи, меѓутоа сценариото било поинако и не можеле никој понатамо да мрдна. И сега македонскиот народ се наоѓа патен во стапица, а тоа е сувереност. И сега работата е како да се излезе од стапицата, затоа што овдека во Македонија не сме никој друг да биде суверен. И Македонија е на македонците прво, а потоа на сите други што живеат. Дали некогаш добивте одговор или реакција на вашето барање? Да, од кабинетот на председателот на Републиката добивме одговор дека за тоа да направи истрага е надлежно јавното обвинителство. Да, од јавното обвинителство добивме одговор дека според сите понатамошни или постизборни извештај, особено на тој извештај што е највалиден во изборниот процес за сите држави, значи извештајот на ОПСЕ, дека изборите на 11 декември 2016 година биле демократски, со мали некои неправилности, и дека тоа, понатаму од тоа обвинителство едноставно нема зошто да истражува. Зборувавме со највисоките авторитети од правниот факултет, професор
уставно право, лично, пред да го поднесеме барањето, се консултирав со професорка, значи која што сега не знам дали името да го кажеме, која што беше исто така загрижена за целата состојба со изборен резултат и начинот на кој што се одвиваат и избори. Меѓутоа, околу поднесувањето на барањето, кога требаше да го подготвиме и со тој експертски став, добивме одговор дека повторно штом се извештаите на ОПСЕ такви и такви, тие не нашле неправилности, освен некои ситни мали во начинот на гласање, само на неколку места. Значи тоа веќе се става адакта и има што суверено да поставува прашања кога дава извештај комисијата на ОПСЕ. Значи ние тоа не беше задоволителен тој одговор, затоа што гледаше дека тука има работа, значи точно за органи кои што се надлежни и пуштати по закон, но не си ја вршат работата. Истото се случува и сега. Значи, тоа продолжува и ако може да спречувале уште почеток, ако не е тогаш, потоа следен пат, следен, меѓутоа, сето тоа помина без почет, значи без уважување на таа волја која што истовремено и најпатриотска, најродолюбна на самите овие граѓани родолюби, кои што едноставно од љубов прават се и се продолжиме да правиме се, како знаемо мене, сето ова да падне. Едноставно да се поништи, да падне, да нема веќе никаква постоење, никакво присуство во понатамошни наши и државни, обществени, и изборни, и демократски процеси, затоа што не е во согласност со истото, дека е злоупотреба на демократијата. Ние цело време, бранијќи се како македонци, ја браниме и демократијата од злоупотреба, точно од оние центри кои што по историски треба да бидат најблиску до демократијата и најмногу да ја заштитуваат. Значи, европското право, европската демократија, како лука на демократијата, а потоа е понатаму во тој демократски развиен свет. Ние од нив добиваме противни диктати. Значи, овде и се врши нешто што е не само антидемократско и антицивилизацијско. Се врши геноцид отворен и етноцид врз македонскиот народ. Кои се ликовите од светот кои инсистираат на само укинувањето на Македонија и македонците, притоа тргајќи се настрана од лично вмешателство, нели, како што спомнавме претходно, и сакаат делуваат од сите страни за да прифатиме нешто, а за кое тие викаат сами одлучете си и вие ќе си смислите одговорност. Вршат притисок да се случи нешто кое што многу добро самите знаат дека е штетно за македонскиот народ и не застануваат тука, туку и продолжуваат и понатаму. Со доаѓањето на Урсула денеска, наводно, од така наречената Европска комисија, мислам дека се вика, нејзина организација. Така да, кои се тие ликови од светот кои инсистираат на само укинување на Македонија и македонците? Како што спомнавме, истовремено го вршат тој притисок со крајна цел, вие баш сега спомнате геноцид и етноцид над Македонија и македонскиот народ. Можам? Вака, токму тоа треба да се запрашаме. Кои се тие ликови? Кој е нивниот кредибилитет? Да видиме за кого ние разговараме и од кого памет ќе купуваме. Па ние не сме тиква без корен, нашите предци биле мудри
и се сочувале илјадници години низ вековите, иако биле изложени, ето таква среќа сме имали, или карма, или не знам што да кажам, како еден од поизмачените народи на планетава Земја, е македонскиот народ. Но, ако забележите, во нивното обраќање, кога директно се обраќаат, еве вратете ги снимките, да ја видиме Меркел која доаѓаше пред 4 години, кој доаѓаше таму со незе Тереза Меј, не знам тие тешкаши кој доаѓа, некој од американците, не можам да се сетам, ако ви текнува кажете, сите тие во нивните директни обраќања, кога ги слушаме, кога зборат на говорница пред луѓе, во суштина, со игра на зборови, тие не кажуваат, ние дојдовме овде да ви кажеме сменете си го името, ние дојдовме овде да ви кажеме дека не сте вие, како се вика, народ што ја созел Македонија, туку тоа се и сите други, ние дојдовме да ви кажеме дека сте вие бугари до 4. Не, они викаат ние, ама многу ќе ви биде убаво, да, за напредокот на европска... Значи во едни флоскули, па не можеме ние више во флоскули да живееме. Тие луѓе се тотално деградирани. И истите тие, откако го сторија тоа, гледаме дека паднаа, денес ги нема нигде. Ниту Хан, ниту Могерини, ниту... Сите тие што го вршеа притисокот. И сега, пошто нели живееме во ера на интернет и брзо патуваат информациите, гледаме дека завчера на Макрон му е наредено да даде оставка, бидејќи е фатен во велепредавство на францускиот народ. А е фатен во некоја огромна финансиска, колку што разбрав, трансакција што се прави. Меѓутоа тоа делува на суверенитетот на народот, кога му ги одземаш парите. Бидејќи геноцид не е само да го заколеш. Геноцид е и да го оставиш без корка леп, истовремено Бугарија да дава пасоши, со кои што ќе може да преживее на запад, да го прехрани семејството, а за тоа ти ќе го пишеш дека е бугари. Па каде го има тоа? Значи, тоа се едни многу лукави игри на лукавиот, но многу продирни. Што е тоа демократија? Да се запрашаме. Па тоа е демонкратија, јас колку што гледам. Не постои такво нешто демократија. Значи, човекот е создаден и роден слободен. Тој слободен треба да живее, да се здружува за своји интереси со сите останати луѓе. А они што направија? Ки поделија луѓето на народи, на народности, на држави, па ставија визи, па не може да одиш. Сето тоа е дел од денешниот план, како да се зароби човештвото и како експеримент или прв пример, како и во многу други работи низ историјата, изимена Македонија. Ако во Македонија го поништат суверенот и ја остават како празна територија без македонски народ, на која што разни луѓе дошле тука си направиле територија, тогаш тоа ќе им успее низ целиот свет. Затоа велиме дека ако ја спасиме, не ако ја спасиме, кога ќе ја спасиме Македонија, ќе го спасиме и светот практично. И сега, оној Шолц да земеме, што ни читаше писмо, нели, или ни се обрати, дојде тука, пред од Германија. Па не е популарен во својата земја. Ама истиот има пред една недела скандал дека учествувал на некоја парти, забава, каде што се подметнувани дроги за силување на девојки, од 9 девојки пријавиле после тоа силување, едноставно не биле при свест што се случува. Ама за кој? Тие се монструозни, тие не се луѓе. И сега ние по нивниот памет ќе одиме.
Или ќе се лажеме EU, кој е EU? Значи, јасно му е веќе на народот дека ништо од ова не се прави за никакво EU измислено. Сето ова се прави за поништување на македонскиот народ како суверен на државата. Откако не украдоа, целосно не соголеа, ни ја одземаа правдата, значи е невозможно да живееш. Ни ја одземаа и државата. Но ќе си ја вратиме назад, бидејќи ние ја имаме тапијата и универзалното, правото од универзумот, правото од Бога да сме собственици на она што е наш. Ние туѓо не бараме. Ние не отидовме да се пишуваме во бугарскиот устав. Како може, ве молам, Бугарија, фашистичка Бугарија, против која што сме се бореле како антифашистичка Македонија и сме победиле, да ми ја пишуваат во устав како државотворен народ. Па тоа е вон памет, јас не знам како им текнуваат вакви работи. И сега ќе замолам оние сите 200 интелектуалци, оние предходните 300 интелектуалци, професори, луѓе кои што декларативно се залагаат за правото и правдата во Македонија, да излезат пред собрание, мислам на улица, да излезат, народот нема околу кого да се собере, зашто никој не го збори она што треба. Сите зборат, ние на патот на EU ќе останеме. На кој EU ќе останеш, кој пат? Каде те води тој пат? Па слепец води слепци. Не може никаде да не води тој пат. Затоа нека излезат и нека кажат доста више. Значи, ги преминавте границите, ве молам, престанете да играте со народот. И кога тоа ќе го кажат авторитети, извинете на наводнициве, меѓутоа не треба само да се збори. Треба цврсто да се застане за тоа што го збориш. За да има некаков ефект. Уште еден збор на темава. Па ми... ќе ми текна. Добро. Кажи, јас сакав да спомнам дека истите тие држави и земји кои што донесоа одлука во 1913 година со Букурешкиот договор, тие се истите држави, само што се сега облечени со друго руво, така наречено европска демократија. Ние знаеме што се случи во 1913 и последиците се уште се со нас. Геноцидот во Грција. Па јас сум сигурна дека и тогаш имало луѓе кои што се бунеле и пишувале, никој тоа не го прифатил, но го закошкале народот. И на крајот еве како што сега гледаме, кој не прашува нас, кој не консултира нас. Некои наметнати прават нешто против наша волја. Така во 1913 поделиле Македонија на 4 дела, и сега сакаат и овој дел што е остана да го нема, за да им се покријат злоделата. Точно така. Така да нашиот народ не треба многу да размислува околу тоа и да се посакува да биде дел од некој клуб со сите, мислам, со трите тие земји, Англија, Франција и Германија, кои што се тие кои што го подпишаа тој договор без да се консултираат со нашиот народ и без да ја слушнат волјата на нашиот народ со поделбата на Македонија. И секако дека сакаат да ги прикријат сите тие нивни злобни нешта што ги направија тогаш и не знаат за да застанат. Не смее да биде збунет народот. Се гледа со кого има Македонија работа. Жално е тоа што
тие што се на власт моментално, така наречени председател, премиер или така натаму, тие се исто на таа страна, на душманот страната. Па видете, тоа можеме да го поврземе ако можам да кажам, да го поврземе со тоа се пресликува на дворешната агресија и не човечко постапување, односно криминално, монструозно на надворешните фактори, се пресликува во Македонија во нашите авторитети во смисол така наречени председател, премиер, суди, обвинители, целиот систем. Како тоа го направи? И тоа ни дојде од ЕУ и НАТО. На кој начин? Значи, тие најпрво направија економско убиство тука, така? Ги оставија под нивно покровителство да крадат безмерно. Каде и да се пожали народот, никогаш не може да стигне до правда. Сега, тукашниве сатрапи, откако го оплячкаа народот, сега они се во длабокото влезени, не можат да излезат надвор. Тие се фатени во тоа. За да ги остават, парите се изнесени на странските вмешатели практично. А некои, нели, ситни пари, 1,2 за овие извршителиве тукашни, кои што се марионети на сатанистите. И сега се они во врзано коло. И ако го видиме генезата, да ги пратиме кои се што се, па тие сите се роднини поврзани како црева. Тие се сите со роднински врски, синови, внуци, правнуци, снаи, сестри, кумови, нема некој од страна. Нема, сите се вмешани, зашто нормален човек не може да прави вакви погубни по човекот работи. И тие да ги прави со години. Сега можеме да се обратиме до Ана. Ана, благодариме за внимателно што слушате. Повелете. Да, па, Агати ги спомна дел од тие ликови, кои се и многу уште што се дури ни имињата не сакам ни да ги запамтувам, меѓутоа ги гледаме принудно на нашите телевизиски екрани, на интернет, на мрежите, на порталите, значи тие ги започнуваат сите простори за она што би требало да биде за едно објективно, навремено и точно информирање на граѓаните, не само во Македонија, воопшто и во светот, за навистина за она што се случува, меѓутоа што е трајно негативно и за начинот на кој што луѓето треба едноставно тоа да го отфрлат, да се спротивстават, да се изборат. Тоа треба да бидат медиумите на еден слободен современ свет. Меѓутоа, ние го имаме токму обратното, дури информација, како информација што ќе добиеме, па и да е убава, ние се сомневаме во тоа, затоа што сигурно е таа од некој извор кој што не ја кажува вистината или не ја потполно не му возможува слободно граѓанинот да просуди врз основа на објективни факти, значи информации кои што се објективно релевантни за дадената состојба и ситуација. Така што ова што го гледаме на нашите екрани, ова што доаѓањата на сите овие што на тој начин ни се представуваат, ни се, како да кажам, овдека ни представуваат еднаш и сама Агапи, како што веле лажна слика, тоа е лажна слика воопшто како една представа, треба тие да ни ја создадат за светот во кој живееме. Меѓутоа, тоа е многу тешко, човек ако не е совесен, значи ако не може да продре подлабоко во работите, едноставно тој се согласува дека тоа е така или што се врши таков притисок, тоа влијае психички на
самата идента на човекот. Значи тоа е исто дел од тој нивен начин монструозен и тој систем што го велиме и неправеден, на кој што тие делуваат. Значи имаат за сега многу институции, знаеме, особено во кралството, Обединетото кралство, таму што децени постојат институции психолошки каде што се проучува психата на човекот до најголема деликатност, како тој во одредени ситуации може, е способен или не е способен да реагира, и врз основа на тоа се прават овие сите концепти и стратегии. А од другата страна, значи, оние чистите луѓе што не се бават со тоа, се подложени без никаква заштита на нивното действо. И дури немаме начин како без активна залога на самата држава која што е должна да го гарантира и мирот, и безбедноста, и слободата, и правото, или тогаш ние самите, значи, се уште не успеваме и немаме доволно ни ресурси, ни човечки, ни материјални, на таков начин да се спротивставиме. И сега што ни останува да се спротивставиме е како ние да искреираме наш оригинален начин, значи модел, ние тоа и го правиме и се продолжуваме од претходните години и да го поставуваме оперативен начин, концепт и систем за здружено делување. Значи, на сите родолюбници лидери патриотски, затоа што тие го имаат тој внатрешен, како да кажеме, двигател за добро да делуваат на својот народ и на државата, за разлика од овие послушните продадените. Само да се навратам на ова што рековте ликови, значи, во вечерашниот деневник, слушнав неколку такви изјави во вестите, значи ги наредија, како сега Макрон, тој што кажавме, нели, во неговата собствена држава, што му се случува, нели, од страна на народот, дека го смитат велепредавник, како тој сега се обраќа: драги мои сатани македонци, не сте северно македонци. Па како еден друг што дојде вчера, не знам како се вика, исто представник на Европската унија, ма ние ве сакаме, многу ве сакаме. Со овие зборови, значи, дојдете со нас, ќе ви биде многу убаво. Што е тоа многу убаво? Кај се содржи тоа што ум го кажува, или кои се што велат гаранции, или ни треба гаранции за наш обстој. Нашиот обстој сам по себе гаранција. Ако мене ми е овозможен, значи никој не ми го нарушува моето слободно, суверено постоење, тоа е гаранцијата. Не ми треба ништо на лице, нити од дел, ни од високи представници, ни од некои групи што воопшто не се ни легитимни, нито некој го ги гласал, па тука да спроведуваат политики врз други народи. Истото ќе го поврзам, значи, веќе сум вознемирена со сето ова, нели, трајниве последиците што ги трпиме од тие претходни, каде што рековме не се стави браната. Истото се случи со давањето на мандатот од страна на Ѓорѓе Иганов, претседателот на Зоран Заев. И тогаш што за тоа имаме поднесено барање, каде што потписници сме повеќе здруженија, иницијативи, меѓу кои тогашната иницијатива за заедничка Македонија, професорите, интелектуалци и председател имавме, тогаш формиравме една таква иницијатива граѓанска влада, во недостаток на она што треба да биде таа која што ќе има, која што ќе биде тој начин потребен во дадениот момент да делува во заштита на интересите на Македонија, македонскиот народ. И таму во тоа барање баравме да не му се дава поради неколку механизми, затоа што тој човек не одговорен, значи како личност, како структура,
Тој не е човек кој што треба да се најде на таква важна функција, затоа што тоа е прво нешто што треба да се има кога некоја личност треба некого во име на некого да одлучува, да носи одлуки за штапово, особено мандатар на влада. И потоа, за да не попари, веста, точно на кој беше таму 17 мај или кој беше, сега ќе видам, да, 17 мај, кога чухме дека председателот му го дал мандатот на Зоран Заев, затоа што имал гаранции во неколку точки, што ги видовме на едно листче, каде што се гарантира и унитарноста, и суверенитетот, владење на право, се гарантира. И после кога почна да ги врши тие нечистни действија, нели самиот мандатар со својата влада, баравме пак со маршеви, имавме протестни маршеви до Вилата Водно. Баравме да ги активира председателот тие гаранции кои што гледаме дека не се почитуваат. Значи немаше ништо од тоа листче хартија нема Не вреди тоа листче. Не вреди, затоа што не е според ништо, ни според устав, ни според закон, ни според меѓународни норми, такви гаранции нигде не стои да му дадеш на еден суверен едно листче хартија, кога тој гаранција во сите ратификувани документи меѓународни. Значи овде не се почитува Повелба на Обединените нации, не се почитува Декларација за универзални човекови права. Има таква и меѓународна личка, има и европска. Значи не се почитуваат такви договори што се обврзни. Значи мора да се обврзуваат странките на меѓународно ниво, така не се задолжителни. Тоа што е задолжително се крши, а некој личе со гаранции што не предвидува никаква гаранција. И тогаш народот го кажа исто ова што го зборува. Меѓутоа глувоста, значи не само глувоста, туку заобиколувањето на македонскиот народ во се, значи од сите досега што биле на власт и што се сега на власт, меѓутоа голем дел од опозицијата кога требаше да биде грбот наш, значи на тој народ што е непартиски, не е политички активиран, може би меѓутоа се активираше поради родолюбието, значи во миговите кога требаше да биде таму, на тој начин, никој не застана за народот. И сега дојдовме до последица, во 12 часот во собрание ќе се гласало за некој си француски предлог повторно за влез во ЕУ, за кој што македонскиот народ рече не. Значи не па по тие услови. И сега ќе било добро, мораме да сме го пателе брзо, а тоа никаде не стои, не дека никој го разложил, зашто како што и ви Агати спомна, таа Евростуни има собствени проблеми, прашање на време е кога самата ќе се распадне и зошто ни е нам влегување во сојуз кој што е и така веќе Распаднат? Да, распаднат, значи некредибилно е се околу него, со мислени великови што доаѓаат, значи тие вршат една задача на кој што не се обрзани, не сносат одговорност, кој одговарал досега, освен за некои ситни парите, нив најмногу за пари се одговара. Тука се са парни и владајте, а за вакво нешто нема шанси. Дури пред некој ден, значи чисто како информација што не го знае, меѓутоа видам дека во Обединетото кралство, конкретно сега не знам дали само во Англија или на ниво на целото Обединето кралство, не постои задолжителен референдум. Значи стои да сакат луѓето и да изгласат, тој не е задолжителен. Може никој да не се спроведе. Каква е таа демократија и она искуство или сето или традиција што ја имаат во тој демократски, така да кажеме, дел,
што овдека треба да се пресикува, што не се слуша, па ниво ставен во одредба во Уставот закон можност да тој стаж или воја на народот или на локално ниво нека да биде задолжителен, а тие се представници на народот. Значи сега да завршам околу ова се површуваат нештата, ова представничка демократија е веќе самата во криза. Значи нема народот суверенот своји достојни представници. Секаде во светот се злоупотребува и веќе тука треба да се менува. Значи самиот систем веќе е истрошен. Таа стара парадигма нели во најавата како што поделиме нова парадигма, потребата нова парадигма, значи самиот тој истрошен систем или стара парадигма, начин, модел на функционирање е веќе истрошен и го диктира новото. Значи самото тоа ни кажува дека таму веќе нема што да се бара, особено не во представничка демократија. Сега тој може да кажеме природен период еден, не знаеме колку ќе трае, треба да дојде вистинска демократија или директна како што ја нарекуваат, каде што самиот поединец со она што тој го има како слобода и право да се заштитува и себе си, меѓутоа и својата семејство, заедница, општество и така натаму, ќе си носи одлуки што се соодветни на неговите потреби. Нема што некој да пропишал сега може би од друга средина или од друга држава ќе има сосема друга констелација, овдека модели да се применуваат. И затоа ние се залагаме за синтезен македонски начин, значи систем на функционирање, на делување на живење, согласно нашите традиции, не тука да се воведуваат тие нови, како да речеме, агенди, концепти што се страни на овој менталитет, меѓутоа менталитет на она здрава смисла. Сепак може дел од менталитет да има нешто што е навистина нечовечко, нехумано. Меѓутоа во менталитетот на македонецот сепак има здрав некој однос на тоа нели риска поделба на што е жена, што е маж, например. Не може сега тука политики некои такви и високирани да се на ниво на закон или пак во училиштата да се менува концептот на тој монструозен начин, каде што потоа доаѓа во криза устојот, значи устојот на човекот воопшто, не само на македонецот, затоа што тоа е веќе задирање во природните законитости и таму се врши таа колективност и поништување, затоа што со тие неприродни, да речеме, начини контакти што веќе во закон си да влегуваат, да се озаконуваат брак помеѓу двајца од ист пол и така натаму, се не овозможува природната репродукција, она здрава која што е. И тука ќе дојдат многу проблеми понатаму. Значи, и сега народот се спротивставува, затоа што гледаме што се прави. Веќе во образованието од прво, трето деление, веќе во концепциите имаше обид, дали ќе продолжи така, бидејќи отпорот е голем, значи веќе во образованието задолжително на малите деца на тој начин да се воспитуваат и образуваат, што тоа е најмонструозно место, значи на најмладите, најчистиот човечки дел популација. Така што ова прашање за ликовите е абсолвирано. И сега во однос на парадигмата сакав да додадам нешто, меѓутоа ајде може во следното прашање. Да, секако. Исто така деновиве слушнавме дека државите од кои доаѓаат овие ликови дали самите држави списите се запознаети со делувањето на нивните политичари и со учеството во геноцид над македонците, името наше, идентитетот,
јазикот, културата, историјата. Имаше некои објави дека некои земји не знаат всушност, не се запознаети со ова што го прават нивните председатели или прајни министри. Дали имате коментар во врска со ова? Па да, во смисол на значи како вика имам гласови овдека ми е отворен прозорот и имам упад во мислите. Нека, да. Да. Значи, да. А, Ова што ни мораме, значи што се случи пред една недела? Некоја си Јана, не знам кој е презиме, Чехиња, невладина, која што го прати процесот на проширување на делување во ЕУ, излезе со изјава во која што кажа дека нејзините, значи била во Министерството за надворешни работи на Чешката република и кажа дека тамошните тие политичари биле вознемирени бидејќи не биле запознаени со никаков француски предлог на кој што демек наводно се повикуваат овие нашиве и бугарските политичари. Значи, тој француски предлог, доколку постои, би бил помеѓу Франција и Бугарија, никако не се запознаени сите, така да не може да истапуваат, вика, европските, другите членки на Европската Унија се ставени во темница, буквално тоа беа нејзините зборови. И тоа што значи? Значи дека финови викам, они сами си пишуваат писма, сами се договараат, а вие ќе ги излажеме. Во тоа здушно им помагаат медиумите. Зашто медиумот мора да ја провери веста која што ја пренесува. Не може мене новинарот ондека да излезе на вести да ми кажува дека имало француски, имало ова, имало она. Треба да, кој што е демек као ќе стане тоа услов во европските барања за влез на Македонија во Европска Унија. Ма тоа мора да го провери он на изворот. Лично мора да ги повика членките на Европската Унија и да праша дали е вистина дека вие затоа што ако ние ги видиме членовите, пазете, ние уште го немаме видено тоа нешто што се вика, се дознаваме од бугарските, и тоа е смислено, медиуми. Затоа што они знаат дека е тоа геноцид. Затоа и сите се кријат. Значи, ако ги соочите, дали е тоа вистина, дали вие поддржувате тука да бидат избришани, да може Бугарија мене да ми наметнува каква ми била историјата, па кој, јас немам право да ја менувам историјата на мојата баба, на мојот дедо. А не Бугарија да ми наметнува каква била. Тоа е поминато, запишано, се знае, секој има своја историја. Или пак да инсистира Бугарија, да некои бугари, што не постојат, биле внесени во македонскиот устав. Фино, нека постојат. 3600 имало бугари во Македонија. Фино. Не, сега они сакаат да се повикаат на оние наводно 100.000 бугарски пасоши кои што се извадени од екзистенцијални причини на македонецот кога низ годините го тераат за Македонија забрането да работи во Европска Унија, а еве алтернатива извадете бугарски пасоши. И сега тоа сакаат да го направат следниот чекор и федерализација, да не поделат помеѓу Албанија и Бугарија. Јасна е, мислам, толку е тоа продирно е. Меѓутоа, улогата на медиумите и сега тие нашиот народ не е, како да речам, заостанат со слабо размислување, без интелигенција. Не, он е само неинформиран.
лажен. И кога секојдневно со години тебе те лажат, може би Правдата постанува вистина. И па, добро, еве доаѓа моментот, во овој момент јас сум сигурна дека 80% од народот е освестен тотално што се случува и како се случува. За оваа работа да се разреши, мислам дека таа истата Јана што ви ја кажав преска, ја притиснале очигледно од страна, таа истата ретерираше, не, јас не кажав член, став на чешкото, на чешките политичари, туку мој личен став, вика, изнесов. Да, а пред тоа кажа дека тие биле, значи, зачудени и вознемирени. Тоа се нејзини зборови, дека ги видела. Како не се консултирани, а на нивно име се повикуваат. Па сега... Како? Кредибилитетот нејзин да губи таа тоа што самата го негира она што го кажала претходно. Да, но благодарам затоа што го покрена прашањето за воопшто да се прашаме, чекате, ова стварно вистина ли е? И сега сум убедена дека ако написмено се обратиме со име и презиме до луѓето кои што наводно се во Европска комисија или во Совет на Европска унија, тука има разлика од Совет на Европска унија и од ЕУ Совет. Не знам како. И тоа не е случајно, нели? Две различни тела, едното го бира народот, а другото не го бира. Па и тука се прават малверзации, кој тоа одлучува. Крајно, ако ги повикаме, јас сум сигурна дека тие ќе одбијат да потврдат дека одобруваат и учествуваат во геноцид врз еден народ, врз цел народ. Ние сме македонски народ, постоиме со свој јазик, култура, историја и се што припаѓа како атрибут на еден народ. Како тоа мене ме ништа сега. Значи, не знам, друго што сакав да кажам, нешто Ана што спомна, демек си запишував нешто. Како би се разрешиле, рековме еднаш, потребно е Народно собрание суверено да си направи свое представително тело, кое што ќе ги застапува практично на собственикот интересите, а не измислени пратеници. И потребно ни е 20% војска и полиција, еден обвинител и еден судија, за да завршиме со овие велепредавнички и криминогени состојби што се случуваат. За да тргнеме напред, од негде мора да тргнеме. Ние не ставија во една дупка, но никако не смееме да бидеме маловерни и малодушни, дека ете сега овие ќе потпишеле, таа ќе збора. Што сакаат на крајот нека прават, тие воопшто не се релевантни. Замислете дека јас го продавам Камени мост. Јас, Агапи Тофиловска, сакате ли да ви го продадам Камени мост? Па дали вие, Силвана, ќе го купите? Ве молам. И ќе ме сметате мене за собственик на Камени мост и ќе ми дадете пари, како тоа? Ете, до таква е абсурдна ситуацијата. Да. Ова не води кон прашањето и ете, почнавме да го одговараме, а тоа е како македонскиот народ, како нашиот народ да се заштити правно во светот кој донел декларации, начела, закони за човекот и неговите слободи и права, кога тие што се подписници ги кршат и девалвираат правилата. Ана, јас малце па ти. Значи, ете ги европските величини, колку и да се 27, 8, 30, не знам колку членки се. Со оваа рамка наводна, која што се е страв
и немир во срцето на македонецот, поддржува геноцид, така? А има таму декларација за човекови права, има таму закони по кои што треба да се однесуваат. Ако тие ги кршат, дајте да ги повикаме. И сега ми викаат мене, еве, јас инсистирам 5 дена од кога се јави таа Јана, дајте бре луѓе со име и презиме ќе ги повикаме. Знаете ли вие што содржи тој протокол? Што содржи тој? Што поддржувате вие? И да видиме дали они ќе речат да знаеме или не знаеме, или не сме од овде. Зашто имав еден таков случај кога носев писма по амбасади странски, каде што не сакаа воопшто да ме примат, да ги примат писмата. Замислете, не сака да стави печат на документ во кој што директно го соочува што се случува и дали е запознаен амбасадорот на известна амбасада. Во 3 амбасади ме вратија. Тоа се покажува. Се покажува, значи лично, само лично да не го прозваш со име и презиме. Значи, да ги повикаме, сега македонскиот народ немал представници, значи овие лажниве што ни глумат влада, собрание и ова судеви, тие се наши представници, а ние немаме право. Тоа не е точно. Тоа не е точно, едноставно народот може да се собере и преку здруженија, имаме асоциации, имаме македонци во Австралија, имаме македонци во Канада, Америка, низ цел свет. Значи мора некој да повлече една иницијатива, нека се изјаснат дали се они за геноцид. Од тој момент ние да завршиме веќе еднаш со таа Европска Унија и со сите лаги околу нејзе. Хелена. Да, во однос на ова, кога се вршат действија кои што се надвор од се што е правно издржано, прифатливо и дозволено, тој што ги врши тие действија на никој начин иде со ова што го кажува Дафи, се ослободува од одговорноста. Ние иде пример е ова што сега нели се биде во парламентот, jer сега е точно 12 часот кога снимаме емисијата, се емитуваме поради големата разлика меѓу Австралија и Македонија вечер. И сигурно се случува нешто во однос на тој предлог и одлучување. Значи, ние јавноста прво, не само јавноста го немаше на увид, дали се не уступува тој документ, кој го потпишува, кој го дава предлогот со подпис, дали треба и печат и така натаму, бидејќи се работи од предлог на преседавач со Европска Унија, да мора да е нешто официјално, значи не само подпис, треба да е на самата Европска Унија. Мислам дека тоа беше совет, така Европски совет, има повеќе тела што се поврзани во ратификација. Не е важно, че треба да е валиден документ, бидејќи тај да одите и да поднесете тужба дури за заштита на ваше право, ви бараат дури напишен број и да има и подпис валиден, ако е полномошник не го пишат, ако не од старт тоа се отфрла. А за ваша државничка работа, значи си пропишало меѓународно право и тука, меѓутоа ова ништо од сето тоа ние не гледаме. Не само јавноста, значи кажува и претениците дека тие го немаат оригинално текст и како поглед и дали е тој валиден. И сега се спуштаат во одлучување. Значи тоа е нешто тотално надвор од секое право и дозволено внесување. И сега како ние да се заштитиме правно? Па јас би рекла прво тоа најосновно. Значи ние како македонци, што ни е по ген, по род, по Божја промисла дадено да се родиме како македонци, значи никој од нас поединечно, или во овој даден момент историски на земјава, не во улога на суверени, значи кои што
или го имаме дело тој суверенитет, нашите македонци, и во овој даден момент, како суверени, еве комплетно мојот суверенитет, мене не ми дава за право јас да тргувам со него, да подписувам било што, ниту да гласам никаде, ниту па на референдум, ниту директна демократија или таа да. Значи, мене тоа право не ми е дадено, јас да гласам во името на цел народ, дали ќе остане македонец, дали ќе има македонски народ, значи сето тоа е мисловно. Значи, тоа прво од тука да тргнеме. И слободата моја лична и право не ми го дозволува тоа. И спрема тоа, секој македонец од тука веќе има нешта на кои што едноставно не е должен и всушност му е неисполнување на должноста ако постапи спротивно. Значи тоа правно е издржано и можам да кажам дека во постапки што ги имаме пред судот и како во однос на овие наши активности во Македонскиот одбор, значи кога се го протиставам на тоа што е наведено со кое ме тератат, или дека сум направила прекршок или нешто противно на тоа како обвинителство или судот тоа го формулирал, значи јас се бранам на начин на кој што мене ова моја сувереност, која што и во уставот е уставна категорија, ми дозволува да не правам дејства кои што се насета на самиот суверенитет. И сега, значи во неколку случаи, тоа е уважено од судот, така да кажем, значи не може во таа судска инстанца, доколку не е корумпиран судијата, сакам да речам, меѓутоа правото правно како да се заштитиш е тоа на најосновно базично ниво. Нашите права и слободи, согласно уставот, не мора ни закон да знаеш. Ако уставот си го дозволува, односно не дозволува ништо, тоа е најисправно постапување. Во било каква постапка или притисок ако дојде, значи тоа правно е заштита таа. За македонецот во овој даден момент, дури со ваков устав, меѓутоа тие членови од уставот за наша среќа се уште не се променети, каде што основните човекови права и слободи се загарантирани и дека е тој највисок законодавен акт, значи повисоко од устав нема и ние се повикуваме на уставот. Тоа е едно. Второ е колку организирано и како во дадениот момент македонскиот народ не едноставно спремни да настапиме. Организација има, меѓутоа поделбите се уште постојат. И поради тоа е отежното нашето единствено организирано делување и затоа се случуваат и овие понатамошни нелегитимни дејства и насилие, затоа што се уште македонскиот тој родовиден дел се уште не е моќен на тој начин да ги прекине тие дејства кои што се со многу поголема логистика, значи поголема и финансиска и секаква друга подршка и од надвор, во овој случај држав, каде што ние немаме соодветен пандан за да можеме да се противставиме. Меѓутоа, македонците, особено што се во средништвото, се исто така многу спремни и поспремни и можеби послободни, затоа што не се подигнатен удар или уцена на овие нелегитимни действия притисоци. И тоа е еден исто така дополнителен позитивен фактор што многу придонесува за да се држиме едни со други, да сме во поддршка и да може ова да го продолжиме нашата борба за опстој. Друг дел околу тој со парадигмата
видиме дека старата парадигма, она досегашни начин на функционирање, на делување, на спроведување на политики, дека е веќе искрушено и наистина тоа е така. Значи, тука е нашата можност да почнеме да делуваме на поинаков начин. Значи, на начин кој што ќе е свиш, кој што ќе е автентичен, автохтон. Значи, тука не може никој никого да му забрани или дозволува. Значи, си зависи од нашата спремност, од нашата моќ на создавање. И затоа акцентот го ставаме на тој дел, кој што е многу поширок од само оној политичкиот, или дневно политичкиот, или обштествениот во тој дел или актуелен, туку ова ги опфаќа веќе и другите сфери на човековиот опстој. Значи, еден опстој на човекот и на човештвото, меѓутоа на нов начин. Значи, парадигма е клучен термин со кој во научна и филозофска смисла се дефинира искупна комплексна промена во начинот на кој што размислуваме, поимаме, сваќаме, разбираме и гледаме на светот, на себе си, меѓусебните релации и нашиот однос кон истите. И парадигмата е секогаш условена од или го предпоставува субјектот кој завзема активен однос кон стварноста, менувајќи ја со тоа што ја менува и неодржливата и стара парадигма. Во филозофијата и во науката, значи класика е научно-филозофско учење на научникот филозоф, значи има еден таков период во филозофијата, кога веќе научниците и се истовремени филозофи и филозофите научници да се јавува во една екзактна наука, најпрво во физиката, меѓутоа потоа се проширува и во другите науки, каде што се преиспитуваат основите, да речеме, како дошло во науката, каде што се преиспитуваат основите на самата таа наука или научна дисциплина, која едноставно не дава резултати или дава погрешни резултати. И од тука самата промисла преиспитување на основите го прави научникот да биде доближен до филозофската размисла или до филозоф. И така, тој познат научни филозоф Томас Кун, кој што е од Америка, во претходниот, на почетокот на овој век, на претходниот век, значи е многу познат и неговото дело, или класика, било за парадигмите кои што носи наслов структура на научните револуции. И тој, значи, го објаснува на научен начин, на тој начин се јавува, доаѓа и случува таа промена на парадигмите. Значи, тоа ние сега од овој аспект, кога го третираме на нашиот проблем, значи може истото и да се примени, затоа имаме и во живо за повеќе од 2 години што одат емисии и сега го продолжуваме токму околу тој дел. Значи во таа парадигма, конкретно во дадениот момент, како вертикала во самата таа парадигма, некоја очка околу која што треба да се случува секупната промена, дојдовме до сознание дека таа вертикала треба да биде лие хуманизирање на човештвото. Значи, се што лие од тој корпус што не гравитира кон таа вертикала, туку го оддалечува човекот од неговата хуманизација, значи стара парадигма, нешто штетно, нешто што треба да биде отфрлено, значи поништено како противприродно, блудно, волнотиво, нехумано, антицивилизацијско во началото, и да биде изучувано, абсолвирано како таков негативен пример, значи со правење точно на квалитативна промена на истото на сите нивоа.
Значи, ова е уште подлабока основа од оно што нели како нас, што не засега македонскиот народ, од нашата основа, темелот на нашиот успех како македонци. Меѓутоа, ние истовремено го фаќаме и од овој аспект, зашто гледаме дека во ова силуште актуелна сада парадигма се спроведуваат нехумани, противчовечки, значи антицивилизацијски вредности што ние ги гледаме на дело, еве гледаме. Значи се унисува човекот, полот се читаво, структурата на човекот се подманили, нова технологија ќе биде чипиран, значи тој да не биде слободен човек. Значи сето тоа е таа основа која се треба едноставно да биде разорена и затоа ова вертикала хуманизирање на човештвото. И каде ние ја спојуваме едната и ова родолюбната компонента. Значи за таа благородна заложба треба да предвидат стручни, значи докажани и доблесни личности, подеднакво и во науката, значи и во другите области, философијата, во сите области, од општествените науки, меѓутоа, заедно и родолюбите и патриотите, значи не може да оди посебно. И овде тука Гати, каде што е сега баш на мониторот, има едно пано, каде што тоа ни е Всушниот конгрес на македонскиот народ, каде што освен народните делегати, кои што бишме, има тоа и во јавноста сме го објаснувале како одеше тој процес од цела Македонија, имаше и од италијанството поканети. Значи, загадната македонска авангарда и таа македонска авангарда, значи не може да создава, да речеме, само луѓе, да речеме и од науката, авангардни мислители или философи, научници, меѓутоа да немаат ништо родолюбно во себе. Значи, тие за која, како да кажеме, цел, која е нивната содржинска мотивација и за кого тоа што тие ќе го развиваат и ќе го планираат, за кого тоа ќе треба да биде наменето, ако не истовремено и најпрво за сопствениот народ, зашто каде што тие живеат работат и се што треба да ја унапредуваат, благородноста, благосостојбата, мораме да ја развиваме прво тука каде што ние сме упатени на други. И затоа, за да може парадигмата за новото време да се воспостави, да се реализира на највисоко потребно ниво на стручност и силена во живењето и во сите области на сите нивоа. Значи, ние работејќи на хуманизирање човештвото, ама тука го предметуваме тоа, таа највисока цел и заложба. Така ќе заживе новата парадигма, ако од овдека, од нашата ситуација, па и во овој дел што е сега правно нарушениот, тие авангардни мислители, што треба и да се истовремено родолюби, ќе се ангажираат. Значи, ќе се ангажираат целосно максимално посветени, заедно со родолюбниот дел од народот, што не може да предничи во таа авангарда, ама тоа е истовремено родолюбна авангарда со својата љубов, значи со својата посветеност на сето ова што е негативно што се прави, тој едноставно да учествува во возобновањето, во спасувањето, во заштитата, во заедничкиот тој вредносно доглесен живот кој што ќе биде ослободен од тие синишта, адети, како да кажеме, монструозни делови на таа стара намисната парадигма, каде што за жал нашите авторитети, па доста голем број професори, научници им робуваат, силушки им робуваат, не можат да се отргнат, не можат сами новата парадигма да ја почнат да ја развиваат, а имаат и знаење и се, меѓутоа, се што се држат. Значи,
тоа е прашање што треба ние заеднички не само да го разгледуваме, тоа веќе е обижање од поголем дел, меѓутоа понатаму да го продолжиме, зашто сами едни без други не можеме. А сите сме македонци и тука сме на ова парче земја, тоа треба да го направиме, за да може да биде, што кажавме на почетокот, ако е Македонија поле за експеримент, па кои практики да се продолжат, нели, да се применат, ова нека биде полето. Ова е експеримент нека успее во Македонија, па да успее во цел свет. И затоа еве за крај би сакала да кажам, дека порака би била дека без ОБТ, како што рековме, парадигмата за новото време и оперативен концепт и систем на здружено делување на сите родолюбни чинители, авангардни чинители, залудни ќе продолжат да бидат и ќе останат залудни сите создадени дела за нашето ослободување, спас, добробит и од ослободување од сето ова глобалистичко зло и уништувањето. Само со нив, со тоа наше трујство за ослободување спас, не може да го спречиме уништувањето, да се ослободиме, да се спасиме, да сме македонски народ и Македонија, а цела човечка цивилизација, унија на слободни равноправни народи и држави. Поголема слобода од ова нема, што самите може да си ја дадеме. И таа една рамка мала од вакви ликови сомнителни, значи недефинирани, што сакаат да се вовлечат во сивата песок на непостоење, значи едноставно сите да се сме и да ги отфрлиме на буништото на историјата, на одговорност, на било како, значи се можеме да предвидиме. Како што тие правеле сценарио, сега ние можеме да го направиме ова сценарио, во кое ќе имаат можност да се покаат, да признаат тоа е хумано, доблесно, ама веќе да не произведуваат монструозност и геноцид на земјата, во човечкиот свет. Тоа би било вистинска хуманизирачка парадигма. Се друго би било повторна манипулација. Еве од денешниот ден јас сакам се да биде многу поинаку. И да даде Бог, ете да ми даде сила да го постигнеме тоа што е добро за сите, за цел човечки род. Благодариме Ана Бобинкова Мијаковска. Завршни зборови од Агапи. Па гледаме дека македонскиот народ ги превзел сите правни средства кои што се потребни да ја сочува својата држава, но право и правна држава не постои. Па не само во Македонија, туку и пошироко. Бидејќи без ракавици разговараме. Светот знае што се случува во Македонија. И тие силни судови за човекови права и вака и така. Ова е политика. Нас повозрасните, кои што сме учеле нешто, ќе ни биде потешко, зашто ние ќе мора да заборавиме што сме учеле. Страшното е што се обидуваат да делуваат на децата, а ти едно дете ако од мало го индокринираш и му го заробиш мозочето и му го испереш мозочето, после не можеш да очекуваш понатаму некоја прогресивност или различно видување на нештата. Она што е ненормално за наши услови, она што е нечовечко, ако дозволиме децата да ни ги индокринираат, за нив ќе биде тоа како нормално. Значи ја менуваат парадигмата. Парадигмата треба да се смени, ама во нашата насока, во насока на хуманост и човечност. А технологијата е напред отидена, но засега ние треба да се бориме против таа технологија во смисол таа е во рацете на сатанистите и на злото. Значи, треба да ја застанеме малце и за да се вратиме назад, треба да се вратиме каде на земја, кога човекот има допир со земјата, е во природна положба
и тогаш му се отвараат и каналите за поврзување со светлоста, со Господ, со универзумот. Така треба да останеме луѓе. Да размислува, слободно да создава Така. за доброто на секој еден. Така, значи за почеток македонците нека не за почеток, за крај више. Нека не се плашат да завршиме со сатанистиве. Лесно се завршува таа работа, само треба стравот да се отфрли. Немам јас тој живот и да умирам секој ден. Доста е веќе. Значи не треба да се плашиме и треба да за почеток да не поддржуваме странски инвестиции. Ке ве молам, Господ ни дал една прекрасна земја, богата со планини, реки, езера, почва, сонце. Значи 80% од годината имаме одлична земја, треба да се свртиме сами да произведуваме и да бидеме само одрживи. Лагата за странските инвестиции е лагата за ЕУ, во која што сме оплячкани и сведени на минимум животни услови со цел да не снема. Напред, македонци. Бар завршен курс. Така Да, прекрасно. Со Господ напред. Со Господ напред. Да слушате емисијата Откритија, Discoveries, надеж за иднината, парадигма за новото време. Благодариме на Ана и на Агафи за нивниот удел во оваа емисија. Доста работи кажавме и се надеваме дека слушателите и гледачите ќе ни се придружат следниот пат во истото време, во 8 часот или 20 часот македонско време. Од мене Силвана Павловска, уште еднаш благодариме за вашето внимание, се слушаме и гледаме следниот четврток. Се најдобро. Благодарам. Секој е добро. Довидување. Чувајте се. И вие.